Од денеска во населбата Драчево е пуштен клонот за деца од предучилишна возраст Дуница. Клонот ќе функционира во рамки на детската градинка 8 март и ќе згрижува околу 90 деца. Вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Гледајте на. Традиционалната манифестација Тортијада се одржува утре во општина Бутел. Започна кампањата Безбедна храна во 5 општини во Македонија. Одржана едукација за работодавци за вработување лица со субвенција од владата. Воведена двојна евиденција на невработените лица. Ке се поставуваат камери на пајак возилата. Професионалци и аматери слаткари од 9 скопски општини утре ќе учествуваат на традиционалната манифестација Тортијада. Седмиот хуманитарен слаткарски собир под името Сладка мистерија го организираат општина Бутел и хуманитарната организација Ангелчиња, а ќе се одржува во ресторанот Александар во општина Бутел. Андријана Димитриевска. Седмиот хуманитарен слаткарски собир под името Сладка мистерија или традиционалната манифестација Тортијада 2013 ќе се одржи утре во ресторанот Александар во општина Бутел. Оваа година организатор на манифестацијата е општина Бутел и хуманитарната организација Ангелчиња. На неа ќе земат учество професионалци и аматери од 9 скопски општини. Јас овој хуманитарен аспект сакам да го поздравам затоа што средствата кои што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за детската градинка 11 октомври, која што е на територијата на општина Бутел, а посебно клонот Страшо Пинџур, заради тоа што минатата година се случи немил настан каде што беше цел тој клон на некој начин во еден добар дел од руиниран, така да од страна на, за жал, несовесни силеџи, како да ги наречам, вандали, кои што направија нешто што не ни беше својствено. Ние дадовме придонес како локална самоуправа, тоа го санираме, меѓутоа, еве, овие средства, значи сите ќе одат токму за тој клон и сметам дека ќе овозможиме на тие дечиња да имаат еден попристоен, поубав дневен престој во самата градинка. На надпреварот ќе бидат избрани 3 најубави торти во 2 категории и за нив се резервирани посебни награди, а за останатите учесници благодарници и пригодни подароци. Учество ќе земат 9 општини, кои ќе се представат со своји представници, професионални тортари и професионални сладкарници и граѓани кои што аматерски се занимаваат со изработка на торти. Вкупно на манифестацијата ќе се презентираат околу 30 на торти во 2 категории, а ние како организатори за сите учесници подготвивме скромни пригодни награди со цел да се потсетуваат на оваа манифестација сите учесници. За првите 3 категории награди, прва, втора и трета во 2 категории професионалци и аматери, имаме посебно пехари, дипломи, благодарници за сите учесници, ќе спомнам тука, како и пригодни поклони за подароци за домакинство. Концептуално манифестацијата е замислена во 2 дела. Тоа се ревијален и официјален дел. Ревијален дел е оној дел кој што започнува од 17 часот, па трае све до 19:30. Тука имаме голем број изненадувања за граѓаните, ќе има дегустација на вино, бидејќи знаеме дека благото и виното идат изли се добра комбинација. Ќе има дегустација на ситни колачиња за сите присутни, секако ќе има и уште неколку мали изненадувања кои што не би сакал да ги открием, бидејќи сепак би сакал да останат изненадувања за тие што ќе дојдат. Од 20 часот, поточно 19:30 започнува официјалниот дел на манифестацијата, односно гала вечерта на манифестацијата, делот каде што ќе се оценуваат делот каде што ќе се прогласат оценуваните торти, ќе се прогласат победниците за оваа 2013 година во 2 категории. Креативните торти ќе бидат ставени на продажба, а за наградените 6 ќе биде организирана аукција на која ќе надаваат 9 градоначалници и представници од бизнис секторот. Жири комисијата ќе биде составена од Андријана Алачки, Валентина Георгиевска и Орце Петковски. Средствата што ќе бидат собрани од продадените торти и од билетите на свечената вечера ќе бидат наменети за детската градинка Страшо Пинџур, еден од објектите на детскиот дом 11 октомври
октомври, кој минатата година беше демолиран од група насилници. Во 5 општини во Македонија, од кои 2 во Скопје, во општините Газибаба и Киселавода, од денеска започна кампањата Безбедна храна. Опфатени ќе бидат градинки, основни и средни училишта, како и граѓани потрошувачи од сите возрасти во овие општини. Целта е да се подигне свеста за правилна и поквалитетна храна на граѓаните. Томислав Атанасовски. Денеска во просториите на Агенцијата за храна и ветеринарство се одржа пресконференција со која и официјално започна кампањата Безбедна храна. Градинки, основни и средни училишта, како и граѓани потрошувачи од сите возрасти во општините Газибаба и Кисела Вода во Скопје и општините Штип, Прилеп и Гостивар ќе бидат опфатени со оваа кампања. Кампањата започнува денеска и ќе трае во наредните 2 недели. Истата ја спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство со 1,6 милиони денари финансиска поддршка од Јапонската агенција за меѓународна соработка JICSA. Значи, Агенцијата за храна и ветеринарство целосно го организира овој проект, почнувајќи од изборот на темите кои што ќе бидат наметнати преку подготовката, изработката практично на еден промотивен материјал, кој што ќе биде поделен помеѓу учесниците во оваа кампања. Наменет е така и дизајниран за различните целни групи, значи од децата на најмала возраст, значи од градинките преку основните и средните училишта, па се до повозрастните групи на граѓани. Припремен е различен материјал, се со една цел на еден интерактивен начин да им се приближи посебно на децата значењето на овој сегмент, односно значењето на свеста за по-безбедна храна. Замислено е да подпишеме меморандуми за соработка со 5 општини, каде што ќе се спроведе практично оваа кампања. Тоа се во Скопје општините Газибаба и Кисела Вода. Планирано е да бидат опфатени повеќе од 80% од сите градинки, училишта, возрастни групи во секоја од овие општини. Општина Газибаба ќе биде вклучена во овој проект во делот на логистиката. Значи веќе го договоривме акциониот план, планирано е во наредниот период најголем дел од општината да биде покриена, односно поголем дел од жителите во општина Газибаба да добијат информации од сите оние тимови кои што се составени од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што ќе бидат присутни кај нас. Посебно ме радува што во овој проект ќе се направи едукација на дел од нашите вработени кои што работат во градинките и во училиштата, кои што па во понатамошниот период ќе можат да го продолжат овој проект. Така да овој период е доволен период за да може да се направи таа едукација и во наредниот период, како што напоменав, овој проект ќе се заложиме во општината да во континуитет вработените информациите ги пренесуваат во училиштата, во градинките, а и во нашите населени места. Кампањата ќе ги едуцира и вработените во градинките и училиштата кои понатаму практично ќе го продолжат проектот преку секојдневното работење, изјави градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски, а целта е да се подигне свеста за правилна и поквалитетна исхрана на граѓаните. На крајот на оваа пресконференција, градоначалникот Тони Трајковски и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Дејан Рунтевски подпиша меморандум за соработка. Доколку бидат обезбедени дополнителни средства, оваа кампања ќе се примени и во другите општини во Скопје и Македонија. Поволните временски услови овозможија градежната оператива на градежното предпријатие Грани да продолжи со работа во Волково во општина Ѓорче Петров. Интензивно се работи на санирање на улиците 67 и 69 во вкупна должина од 410 метри и широчина од 3,5 метри. По отстранувањето на старата улична подлога се нанесува крупен чакал кој воедно се набива со што се добива квалитетна подлога на улиците. Во Волково досега се асфалтирани или санирани над 30 улици. Ако потраат временските поволни услови, ќе се санираат уште неколку кои се влезени во планот за санација на улици на територија на општина Ѓорче Петров, донесен на Советот на општината пред една година. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Во општина Ѓорче Петров се одржа едукација за работодавци, чија цел беше да ги информираат за субвенциите од владата на Република Македонија и со тоа да ја зголемат вработеноста на граѓаните од општина Ѓорче Петров. Преку успешно спроведување на оваа програма се предвидува финансиските средства да се искористат и од граѓаните и од работодавците. Ивана Митковска.
Денеска во просториите на општината Ѓорче Петров, представници на Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно на Центарот за вработување на град Скопје, пред дел од стопанствениците кои функционираат на територијата на општината, одржаа презентација на оперативниот план и сите мерки и политики предвидени за работа на оваа институција, кои се наменети за невработените лица и работодавците за олеснување и субвенционирање на вработувањето. Целта на овој оперативен план е што поголем број на граѓани да се вработат и да ги искористат бенефициите кои ги нуди владата на Република Македонија. Лица кои што имаат некоја одредена зацртана идеја, бизнис идеја, која сметаат дека е одржлива на пазарот, имаат некаков предприемачки дух во нив и наместо да чекаат некој друг да ги вработи, тие можат самите да започнат собствен бизнис. Со тоа што државата обезбедува финансиска поддршка на неповратни средства, грантови кредити, во износ од 201.897 денари, тоа е отприлика околу 3.000 евра. И оваа директна поддршка, значи на грантови кредити, кои што мораме уште еднаш да напоменеме дека се неповратни. Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски истакна дека ова е прекрасна можност да се поддржат сите невработени жители на Ѓорче Петров, кои имаат желба и визија да започнат свој бизнис, односно за граѓаните од руралниот дел на општината. Ова иницијатива секако нуди одредени погодности, тие погодности треба да се знаат и треба да се промовираат према и бизнисмените и према граѓаните, и тоа што денеска овде ќе ни биде прикажано секако ќе ни биде водилја за 2013 година се зголеми вработенество во општината Ѓорче Петров и во градот Скопје. На презентацијата присуствуваа менаџери и представници на дел од стопанските субјекти кои екзистираат во општината Ѓорче Петров. Стопанствениците покажаа голем интерес за можностите и мерките кои ги нуди Центарот за вработување на град Скопје во делот на олеснување и субвенционирање на вработувањето. Презентерите ги представија и макро и микроекономските политики за вработување и ублажување на невработеноста и укажаа на поволностите за нивна практична имплементација на локално ниво. Ова беше првата остварена средба на територијата на општината Ѓорче Петров со дел од заинтересираните работодавачи, додека следната средба, односно трибина, ќе биде одржана пред сите граѓани од општината кои се заинтересирани за вработување или само вработување. Невработените лица да продолжат да се пријавуваат во Агенцијата за вработување, соодветно на своето убедување дали активно бараат работа или пак не се заинтересирани за работа. Ова е овозможено со измените на Законот за евиденција од областа на трудот, односно со воведувањето на двојната евиденција на невработените лица. Со воведувањето на двојна евиденција на невработените лица се овозможува пријавување на невработените во Агенцијата за вработување, соодветно на своето убедување дали активно бараат работа или не. Досега постоеше една евиденција на невработени во која влегуваа сите категории на граѓани, оние кои активно бараат работа и оние кои не се заинтересирани. Во рамките на измените на Законот за евиденција од областа на трудот предвидени се две евиденции кои се категоризирани дали ќе биде активен барател на работа или лица кои не бараат работа. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски истакна дека со овие измени нема да бидат избришани лица од евиденцијата, туку ќе бидат категоризирани во која група граѓани спаѓаат. Процесот очекуваме да даде една појасна слика за тоа што дефинитивно многу е полесно кога самото лице ќе се произнесе дали активно бара работа или не. Доколку е активен барател на работа и се произнесе дека има интерес да биде активен барател на работа, во тој случај лицето ќе мора со лицето ќе се изработи посебен индивидуален план и ќе се инициира целиот процес на вработување. А од друга страна, доколку е пасивен или лице кое што не бара работа, во тој случај тој ќе остане на евиденцијата, ќе ги користи сите бенефиции, а од аспект на иницијативност нема да, додека него промени својот став и бара работа, нема да има ангажман од страна на агенцијата во смисла на тоа да постојано се контактира тоа лице за да се обезбеди негова работна активност. Битно е во оваа фаза само да споменам дека постоја еден куп дезинформации дека лица ќе бидат бришани од списоците на Агенцијата за вработување. Во неколку наврати тоа јавно го соопштив и сега повторно ќе го кажам. Ниту едно лице нема да биде тенденциозно избришано од Агенцијата, од списоците за евиденција во Агенцијата за вработување, само ќе бидат јасно дефинирани во која категорија на граѓани припаѓаат.
Со оваа одлука, без разлика дали лицата ќе се пријават како активни или пасивни баратели на работа, целосно ќе им бидат овозможени сите социјални права. Лицата кои активно бараат работа должни се на секој 30 дена да се јавуваат во агенцијата, односно во соодветниот центар за вработување и да докаже дека активно барало работа, додека оние кои се воведени во регистрите на други лица кои бараат работа должни се да се јавуваат на секој 6 месеци. Формуларот, односно пријавата, се подигнува во центрите за вработување според местото на живење на невработеното лице, на денот на првиот редовен термин за јавување. Секоја пријава за воведување во регистар е нумерички обележена, зашто службеното лице задолжително во системот треба да го внесе датумот на подигнување на пријавата и точниот нумерички број. Лицето задолжително ја враќа пријавата на денот на наредното пријавување, пополната и своерачно подпишана. Службеното лице нема да може да го евидентира лицето доколку тоа има подигнато пријава, а ја нема вратена. Од 235.328 евидентирани невработени лица, досега се поделени 192.000 формулари, од кои пополнети и вратени се 29.000 и пополнети се 1.000 индивидуални планови. Од досега ажурираните пријави 6.840 се стекнале со статус пасивни баратели на работа, а 6.900 се активни баратели на работа. Нова фирма ќе го одржува јавното осветлување во општина Аеродром. Од општината информираа дека фирмата Магнус е одговорна за тековното одржување на јавното осветлување на територија на општината. Фирмата е одговорна да го одржува јавното осветлување во населбите Мичурин, Острово, Јанесандански, Аеродром Ново Лисиче, Лисиче, Горно и Долно Лисиче. Исто така граѓаните може да ги пријавуваат дефектите и да доставуваат други забелешки на телефонскиот број 075 423 499. Во врска со јавното осветлување на главните улици и на булеварите кои спаѓаат во надлежност на град Скопје, граѓаните може да укажуваат забелешки во службите на ЕВН на телефон 3205 000. Ке се софистицира работата на градски паркинг преку инсталирање на камери на секое пајак возило, кој ќе помогне за соодветно извршување на задолженијата на пајак службата. Прилог на Елизабета Дамјановска. Јавното предпријатие Градски паркинг ќе формира мониторинг центар преку кој ќе може да се следи движењето на секое пајак возило по градските сообраќајници. Мониторирањето ќе се врши на тој начин што на секој пајак ќе биде поставена камера, која ќе овозможува центарот во секој момент да има јасна слика за движењето на возилото. Целта на оваа новина е во иднина да се избегнат обвинувањата од граѓаните дека пајак службата погрешно ги подигнува возилата. Во јавното предпријатие Градски паркинг веруваат дека со мониторирањето ќе се намали бројот на инцидентни ситуации и ќе се добие реална слика за се што се случува на улиците. Според информациите од предпријатието, пајак службата има најмногу работа во централното градско подрачје. Таму гужвата од автомобили е најголема, таму метажот од автомобили е најголем и секогаш се бара место повеќе за паркирање, секако на локации на кои што не се плаќа. Податоците на јавното предпријатие Градски паркинг говорат дека во периодот од 15 до 16 часот, кога е најголемиот метаж во градот, се собираат од 15 до 20 возила, а во вечерните часови до 20 часот по 10 автомобили. Дневно пак поради непрописно паркирање, службата собира од 30 до 40 возила во центарот на градот. Од Градски паркинг појаснуваат дека тие не ја одредуваат маршрутата по која ќе се движат возилата на пајак службата, туку дека тоа го прави сообраќајната полиција, а тие се само техничка поддршка. Според ценовникот на предпријатието, цената за непрописно паркирано возило на тротоар или коловост, кога возачот сам го отстранува возилото, е 1500 динари. За подигање на возила од зелена површина, казната е 3500 динари, а за отстранување на непрописно паркирано возило по повик на трето лице, казната изнесува 2000 динари. Поставување блокатор чини 1000 динари, а ако сте го надминале времето на платениот билет за паркирање, доплатата чини плюс 1100 динари. И ако сте паркирани на место за хендикепирани, ќе платите казна од 3000 динари. Градски паркинг во моментов располага со 6 пајаци, а предпријатието на општина Центар оперира со 2. Градот Скопје во ноември минатата година ја намали за 5 динари цената за паркирање на зонскиот паркинг, но и за затворените паркинг места. Пред да продолжиме со останатите содржини во урбаните вести, да ве информираме за вечерашните културно-забавни случувања во Скопје, каде може да го поминете вашето слободно време. Играниот филм Бакнежот на пеперутката се прикажува вечерва од 20 часот во кинотека на Македонија. Филмот е прво кинематографско остварување на режисерот Майкл Винтерботом.
На сцената на Македонскиот народен театар од 20 часот се игра представата Животот е сон од Калдерон де ла Барка, а во режија на Владе Цветановски. Представата За секого има по една театар комедија се изведува во Драмскиот театар од 20 часот. Представата од Венко Андоновски а во режија на Владлен Александров. На репертоарот на Кино Рамстор се наоѓа 3D филмот Астерикс и Обелекс во Британија, кој може да го погледнете од 22 часот и 15 минути во сала 1. Додека пак во сала 2 од 20 часот и од 22 часот филм 43. Вечерва во книжарницата Матица ексклузив се промовира поетската книга Мигот и вечноста од современиот македонски писател Јован Стрезовски. И да што ќе гледате понатаму во вестите? Спорт. Тегли Гети од САД го освои вториот златен медал на светското првенство во алпски дисциплини. Актуел Facebook заработи тужба поради опцијата лайк. Тегли Гети од САД го освои вториот златен медал на светското првенство во алпски дисциплини што се одржува во Шладминг. Спортските вести се веднаш по рекламите.